храмот посветен на Светиот Наум Охридски Чудотворец, кој што благодарение на нашите луѓе кои што уште пред 40 години, поточно на 14 јануари 1973 година, изразиле желба да формираат своја црквена општина во оваа земја и е меѓу првите, односно првата црквена општина заедно со црквената општина во Гетеборг која што е формирана во Европа. Од 1970 година па се до 1985 година се служило во помошни простории, се позајмувале во шведска црква, се приградувале простории некаде. Редовен парапски свештеник на почетокот дошол, но не можеле да обстане, се вратил, а имало 70-те години, 77, 8, 9 редовен парапски свештеник, па пак престанувал со редовен свештеник и обслужување од Република Македонија, се до 1985 година, каде што се поставен од страна на Светот Архиерейски синод на Македонската православна црква за редовен парапски свештеник во Македонската православна црква на општина Свети Наум Охридски во Малме, Шведска. Уште тогаш се купи една просторија, ние велиме старата црква веќе, благодарение на луѓето кои што беа тогаш во тоа време, од нив некои се веќе ни преминати во вечноста, во вечниот живот, но се зема просторија која што се преуреди и 1987 година на 3 мај се освети. Стариот иконостас го имаме горе на балконот од старата црква поставен, така да може да се качите после да го погледнете, да видите како е што е. Но во тие простории констатиравме дека веќе и со настаните кои што се случуваше на балконот, нашите верници констатираа дека веќе ми е потребно да се изгради своја црква каде што имаме и по-големи простори, за да може да се собираме од црквата едното место веќе кое што останува, на кое што можеме и во радоста, и во посебните моменти да се собираме, а и да ги продолжуваме нашите традиции, култура, јазик и така натаму. Затоа во 90-те години веќе почна размислување, идеја да се најде точно место, не беше лесно, поминаа 5 години, многу понуди имавме, но и многу настави, но и не можеме да ги реализираме. Сакаме Бог и Свети Наум и го определи оваа место овде, овој простор, и во договор со општината се купија 5000 квадратни метри за града на нашата Македонска православна црква. Тоа нешто, пак велам благодарение на верниците, на сите верници, не може да ги да изгласуваме поединечно, затоа што и оној што дава една најмала лепта од своето срце, ако го дава со љубов и со почитување институциите кон Светата црква, го почитуваме и го ценим. А секој според своите можности. Црквата да можеме да зборуваме и што имаме во регистер, ние може да зборуваме дека има 15, 20, 30 илјади. Но зборуваме од организација што ја поседуваме црквени општини во Гетеборг и во
не има некаде измеѓу 7 и 8 илјади православни македонци што ги познаваат црквата и што ја познаваат црквата. Имаме од македонско потрекло и од другите народи или народности, како да рекуваме во Република Македонија, кои што потекнуваат, да речеме, од турската народност или албанската или други делови, но таа бројка не е позната и не може да навлекуваме тоа, така да амбасадата веројатно или службите при амбасадата познаваат таа ситуација. Околу 7.000 македонци има. На овој простор, оваа црквена општина, обслужуваме близу 4.000 православни македонци. Територијата е колку Република Македонија, цела Јужна Шведска, и овој свети храм представува гордост и ќе представува гордост на сите, но посебно на оние кои што живеат во Јужниот дел, кои што имаат можност да доаѓаат и да го посетуваат, а тоа е граница, ако имате представа на Шведска, Сконе, да речеме, или Фалкенберг, Виславе, Јончепин, Векше, Калмар, што живеат јужно од таа граница, припаѓаат на оваа црквена општина, а и оваа црквена општина е должна да оди да ги обслужува тие наши верници и затоа многу пати скоро секоја сабота или неделна и потреба јас како свештеник и управник одбор да се присутни и таму во тие средини кај тие наши гости. Ако нема некој прашање, ако сте болни, можете да почнете својот внимание. На овај наш голем празник, денот на востанието на македонскиот народ, во овај свети храм Свети Наум Охридски, чудотворецот, да подарам една моја слика, цвеќе на мирот, за сите верници кои ја посетуваат, кои доваѓаат во овај прекрасен храм. И еве тоа е еден символ, сончев крст со зелена боја на животот, или хлорофилот. Еве тоа нека биде еден наш подарок за овој свето храм на македонскиот народ. Ви благодариме, ама на дедото го дајте. На дедото? Па тој ќе ни го даде нам. Ја не примам јас подарок за тој. Сега има да хиляди. Погледнете на Палина. Растеш? Утре и пимен ќе дојде на утакмица. Може да ќе ни трне. Да, не че Не. Што треба? Еве една слика. Ја сликам за 10 минути 25 работи. И за мене чај. И во просторите на овај храм. Свети Наумов храм. Живко може да ти го земе некој занатот. Занатот, Многу се офираш. па нека го земе, има 7 милиарди луѓе на планетава. Само по една сликичка да им се даде, треба не знам колку милиони години да се работи. Али немаш од Брезово некој пејсажи таму. Од Брезово? Да. Имам од Брезово во мене запишани. Колнето село е тоа. Овој го гори Брезово. Брезово, Ајде ве чекаме, каде ќе стигнете таму? Ве чекаме да дојдете. Фантастичен работа. Студио Фербунес. Штеди на време. Ако, зваш. работи ова брзо. Готово.
една Добро, слика кажи. работа Много на сметливки, много сметливки, 5 минути и А 24 со кафе години. локум толку е. много сметливки, много сметливки. За да имаме една навистина порака и лого од денешново збиднување. Логото кое гласи свет без војни, свет против насилството и свет за љубов и разбирање. Сите овде присутни ќе се подпишете на овој лист, кој ќе биде благословен и ќе биде испратен по водите на Балтикот. Ја нема да рипа. Не, Сега, повелите. Па нема ме опрво, не си. Ko ne da viski, ko ne da ništa. Дедо Пимен е од Пресвет. А овој уметник е исто така Пресвет. Da, ja sam otišao. Negde sme se sretnuli. Možda da lektiramo. Изложена во библиотеката, а потоа од понеделник ќе биде 10 дена изложена во студиото. I goste koji kan dajde možemo. И љубов и порака за свет без насилство. Овој пат, пред да го започнеме овој чин на благословот од господин Дедо Пимен, ќе прочитам една песна на шведски и на македонски преведена, на добитникот на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата од Шведска, писателот Томас Транстромер, и добитник на Нобеловата награда за литература во 2011 година. Песната е насловена Елеги. Jo öppnar den första dörren. Det är ett stort solbelistrum. Ja otvoram prvата врата. Голема сончева соба. Тежок камион поминува по улицата и го затресува порцеланот. Ја отворам втората врата. Пријатели, пиевте мрак и станавте видливи. Врата број 3. Тесна хотелска соба. Поглед на споредна улица. Отсјај на светилка врз асфалтот. Убав отпад на искуството. И сега благодарам, го замолувам Дедо Пимен за благослов на оваа порака. Си Христе Боже наш, иже премудрило си јавлен, низ пославим Духа Святаго, и те миловле вселенную, человеко любче, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині і присно, и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Високо преосвященейши владико, святи благослови. Господи Исусе Христе Боже наш, благословија оваа порака и нејзиното патување и дај да стигне оному каде што е непотребна, по молитвите на сите Твои свети кои од памтивек Ти благогодиле. Амин. Благодариме за овој гест, на љубовта што го правите и дај Боже да стигне оному каде што е непотребно. Благодариме, јас само да кажам дека македонскиот народ никогаш не војувал, односно не предизвикувал војни, секогаш се борел за мир. И токму еве денеска на нашиот најголем празник, празникот на македонскиот народ, на македонското остание против оние што не угнетиле, да испратиме оваа порака овде од Малме во Балтикот, за да фатува низ водите низ целиот свет, да стигне до сите луѓе, до сите народи, до сите држави и до сите политичари кои
ги водат овие војни. Кафе имаме уште. Имаме се представници. Таму ќе имаме церемонија со чаши на 5 континенти вински, ќе бидат поцртани континентите и ќе се налее вино црвено за да се наздрави, од која ќе се isfrли пораката во водата, за да се налее и наздрави со црвено вино тега за југот Македонија. Нека Така го потпише имаме.